Почитувани гледачи, го следите на новото издание на регионалните вести на телевизија Кисименада. Започнуваме со првата вест. Волнарскиот комбинат Тетекс со затворање на последниот погон конфекција. После 69 години работа, денеска стави клуч на фабриката. Од синдикатот велат дека за сите отпуштени над 150 работници во целост ќе се примени колективниот договор. Со солзи во очите, околу 150 работници на Тетекс денеска за последен пат ја напуштија фабриката, бидејќи се затвори конфекцијата, единствениот производствен погон кој работеше. Така, после 69 години непрекинато работење на волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан, АД Тетекс од Тетово, се стави клуч на фабриката. Не работи, решиле да се затвори, тоа е тоа. На свите ни е тешко, нема што да правиме. Решиле да се затвори и тоа е. Сваки со своја среќа. Ама има луѓе што смо работеле 35 години, никој нема подоле. Значи свите смо стари више. Се затвора фабриката, не им се исплаќа да работа, тоа е. Нема корист. Од раководството на АД Тетекс велат дека и покрај 7-децениското работење на овој некогашен текстилен гигант, затварањето било неминовно. Конфекцијата е последниот производствен погон кој работеше во состав на АД Тетекс. Во овој дел не можеме рентабилно да работиме, иако во изминативе 3-4 години во конфекцијата работиме само за извоз, работите не одеа добро. Странските фирми воопшто не ги интересира нашите проблеми. Тие ни даваат нивни цени и ни велат ако сакаме да работиме по овие цени е во ред, а ако не бара други фирми со кои ќе работат. Ова им се случи на сите текстилни гиганти од поранешна Југославија. Нас текстилците едноставно не поклопи далечниот исток со многу ниски цени на текстилот и ние тоа не можеме да го издржиме, па затворањето на Тетекс беше неминовно. Од синдикалната организација на АД Тетекс велат дека се запазени сите работнички права согласно колективниот договор. Да, сите ќе добијат опремнина по колективниот договор, оној законот за работни односи. Сите оние што имаат над 25 години стаж ќе добијат по 7 лични доходи и со тоа што кој може ќе има кој е пред пензија 18 месеци во заводот за вработување, другите до 1 година. Така да нема да останат необештетени по сите прописи и правила. Ние тоа синдикат го пратевме во сите овие изминати периоди, кој како излегуваше и кој како беше прогласуван за технолошки вишок. Од синдикатот на Тетекс исто така посочуваат дека е направена програма за преструктурирање, со што при евентуално повторно стартување на производството, прединство во вработувањето ќе имаат оние работници кои сега се отпуштени од работа. Во фабриката остануваат само вработените во магазинскиот дел, енергетскиот дел и обезбедувањето. Сменетите директори на гостиварските училишта реагираа дека градоначалникот Таравари незаконски ги отстрани од функциите. Ваквата реакција Таравари ја оцени како нов обид да му соземат ингеренциите во областа на образованието. Бренувањата во образованието во Гостивар никако да стивнат. Денес сменетите директори на училиштата излегоа на пресконференција со реакција дека градоначалникот Таравари незаконски ги отстранил од функциите. Тие потенцираа дека просветниот инспекторат, како и второстепената комисија за управни постапки, ги уважиле нивните жалби, а градоначалникот одбива да ги почитува процедурите и законите. Ние 8-9 директори од албанска и македонска националност во неколку наврати сме разрешени од градоначалникот, јас конкретно по втор пат, иако за тоа по моите жалби позитивно одлучува и Државниот просветен инспекторат и второстепената комисија, како што ја викаме. Сепак градоначалникот само за него познати причини ме разрешува. Од тука апелирам до градоначалникот да ги почитува одлуките на Државниот просветен инспекторат и второстепената комисија и да постапи како што му налагаат тие. За Таравари, ова е нов обид на централната власт повторно да му ги одземе ингеренциите во образованието. Значи, ова е политичка игра, нели знаете, денеска е 10 февруари, ако не грешам, задутре треба да се распушти парламентот. На ниедна општина до сега во историјата на Македонија
не и се одземени два пати ингеренции, ова е обид за одземање трет пат. Зошто ни се случува вака? Се случува бидејќи парламентот се распушта задутре и последните моменти за да се одземаат ингеренциите во образование на општина Гостивар по трет пат е денеска, утре или задутре. Потоа не може да ги одзема. Сите решенија со кои се разрешуваат директори се назначени како нул, значи се поништени. Не се разрешени директорите. Самиот министер во едно училиште така го поништи конкурсот. Според него, како тој го поништи во село Чегране, така ги поништуваме и ние другите конкурси и назначуваме други директори. Министерството за образование досега во 2 наврати ги одземаше надлежностите на општина Гостивар во делот на именување и разрешување директори на училиштата, со образложение дека во таквите процедури се постапувало спротивно на законите. Градоначалничката Теута Арифи го посети основното училиште Братство Миѓенике спортскиот центар. Вградувањето на инвертери ќе се примени во ова училиште, а дополнително Арифи реализира дебати со учениците со цел да се подигне свеста во врска со аерозагадувањето во Тетово. Зголемување на свеста кај учениците во однос на еколошките вредности. Ова е целта на дебатите кои се одржуваат во училиштата во Тетово, а на кои присуствува и градоначалничката Теута Арифи. Ваквите активности започнаа минатата недела со промовирање и инсталирање на инвертерите како начин за грејење и користење на енергијата. Денес Арифи го посети Братство Миѓени, лоцирано на спортскиот центар во Тетово. Ова е второто училиште, вториот објект од училиштето Братство Миѓени, објектот кај спортски центар, со кој е во процес на комплетирање со инсталација на инвертерите, значи за идните 2-3 дена, тоа ќе бидат комплетирани со 100% покривање и со тоа, значи, како и во училиштето претходно на Инфрашери, ќе имаме комплетно покривање на училиштето, максимално намалување на емисија на штетни гасови, но исто така и зголемување на сигурноста на учениците, имајќи го предвид фактот дека системот за грејење и котлите се наоѓаат, значи, ептен во долниот дел на училиштето и со овој тип на грејење ќе го минимизираме користењето на тие котли кои сметаме дека ќе дадат поголема сигурност за учениците. Во однос на лошите услови во тоалетите и недостигот од спортски терени во училиштето, Арифи истакна дека во текот на летниот период ќе се работи на такви инвестиции. Значи во ова училиште веќе е изработен еден проект за спортски терен, така да уште некои интервенции кои ние сметаме дека во текот на летото ќе можеме да ги реализираме. Во принцип ние одвојуваме како општина буџет за интервенциони работи во текот на летниот распуст за сите училишта, па така да со одговорната разговаравме и со директорот, значи за да ги направиме тие интервенции во текот на летото. Градоначалничката истакна дека ќе продолжат да ги промовираат и другите проекти кои се планирани за училиштата, а додаде дека со дебатите очекува да се зголеми знаењето и кај децата и кај возрастните во однос на можностите на новите технологии во справувањето со загадувањето. Поставени темелите за изградба на затворен базен во Тетово. Рокот за изведба е 18 месеци. Затворениот базен се гради на спортскиот центар. Истиот ќе биде со димензија 25 метри во должина и 9 ширина. За него ќе се потроша 43 милиони денари. Со овој базен секако ќе придонесеме, ќе помогнеме што е можно повеќе деца, што е можно повеќе млади деца спортисти да го засакаат спортот, да го практикуваат спортот и секако да користат здрави начини на живот. Со тоа секако пливањето како базичен спорт ќе им помогне, ќе ги поттикне, ќе ги мотивира децата што мала возраст да го засакаат спортот и да го практикуваат. Рокот на изведба на овој проект ќе биде 18 месеци, но во разговор со изведувачите велат дека веќе и до крајот на оваа година ќе можеме да имаме пливачки базен кој што ќе биде во функција на граѓаните. Очекувам дека сите граѓани од општина Тетово, сите спортисти, сите млади деца ќе успеат и ќе можат да го користат овој базен и со тоа секако да придонесат ко развој на спортот и спортската инфраструктура во нашата држава. На поставувањето на камен темелникот присуствуваше техничкиот премиер Оливер Спасовски. Стартуваме со почетокот на градба во Тетово. Се надевам дека наредните денови сите од овие општини ќе бидат подготвени заедно со изведувачите да ги започнеме градбите и таму.
и на тој начин да започне или да стартува реализацијата на првата фаза, додека во втората фаза имаме уште 8 спортски базени. Затворениот базен е дел од проектот на владата на Македонија и изградба на 14 затворени базени. Во првата фаза ќе се започне со градење на базени во Тетово, Кичево, Штип, Битола, Ѓорче Петров и Кисела Вода, а потоа во уште 8 општини. Во пресред на денешната комисијска расправа во Собранието, на која ќе се дебатира за предлог законот за игри на среќа, од движењето Антикоцкање, ги повикуваат политичките партии да го поддржат законот. Од Антикоцкање велат дека сите политички партии освен ВМРО ДПМН дале зелено светло за поддржување на законот во Собраниска комисија, но и негово гласање во Законодавниот дом. Се надеваат дека и партијата на Мицковски, која не се изјаснила за законот, ќе го поддржи истиот. Ние се надеваме дека овој закон ќе помине, бидејќи тоа е во интерес на државата, во интерес на самите тие што ќе одлучат, иначе ќе се соочат со коцкања на нивните политички субјекти. Ако се случи спротивното, меѓутоа се надеваме дека тоа ќе се случи. Кои политички партии имате позитивно светло дека ќе гласат за оваков закон? Скоро сите, фактички и сите изјавили, односно и пред милионите сите ни дале поддршка за овој закон, ни дале поддршка дека ќе помине. Едино ми е еден фактички несогласување или не нашле за сhodно пратениците, односно председателот на ВМРО ДПМН, господин Мицковски, од пред една година е пратено барање за средба, меѓутоа ден денеска немаме средба, меѓутоа ипак ми очекуваме да мора да помине овој закон. Бидејќи овие објекти ни се наследство од претходната власт. Неодамно до Асоциацијата на спортски облажувалници во Македонија излегоа со став дека со усвојување новиот предлог закон без работа ќе останат 7700 лица кои сега се вработени во спортските облажувалници и казина. Викендов во Тетово се одржа традиционалната манифестација Светосавска вечер. Прославата на празникот Свети Сава преку манифестацијата Светосавска вечер традиционално во Тетово ја организира Српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово, културно-уметничко друштво Свети Сава. Присутните уживаа во културно-забавна програма, а повеќе мина истакнати членови и граѓани добија благодарници. Свети Сава е 27-ми, меѓутоа Светосавските денови продолжуваат и понатаму. За србите од нашиот регион, за србите кои живеат во диаспора, ова е од големо значење, бидејќи со тоа ние продолжуваме нашата традиција, култура, вера, говор, наставуваме по патиштата на нашите предци, нашите дедовци, а воедно на нашите деца им го трасираме патот да не забораваат од каде се и од кој електоратот припаѓаат. Ние сме за тоа горди што во волкав број, навистина во огромен број, преку 500 луѓе, денеска се тука собрани со нас да го одбележиме овој голем светосавски празник. На манифестацијата присуствуваше и лидерот на Демократската партија на србите во Македонија, кој воедно и пратеник во Македонското собрание, Иван Стоилковиќ. Ние сме тука само да организираме што повеќе луѓе да дојдат, што повеќе луѓе да видат, со што повеќе луѓе да се дружиме, затоа што во тоа е и смислата и на живењето. Од овие настани, значи ние ова го правиме во склопот на обележувањето на нашиот национален празник, така да ова е завршна манифестација. Ова е малку повесело од другите беа посвечарски, условно кажано со многу побогата културно-медичка програма, овдека е малку културно-забавна програма, меѓутоа мора да биде широк од спектарот на програмите кои ќе понудите, за да можете на најдобар начин се до тоа што го замислите да го реализирате. Светосавската вечер во пријатно расположение со песни и ора траеше до доцните вечерни часови. Во сообраќајка на регионалниот пат Дебар Мавров Јанови, повреден жител на Стримница, следува полицискиот билтен. 56-годишникот Тетовска Стримница завршил во Тетовската клиничка болница откако вчера товарното возило со кое управувал излетало од патот. Незгодата се случила на регионалниот пат Дебар Мавров Јанови пред крстосницата за село Ростуше. Во СВР Тетово 24-годишна жителка на Тетовско село вчера пријавила дека нејзиниот сопруг на возраст од 28 години и свекрвата на возраст од 50 години најпрво вербално ја навредувале, а потоа и физички ја нападнале. Набрзо пријавените се лишени од слобода и задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот.
24-годишникот гостиварска Ломница пак вчера во полицијата пријавил дека пред објект во Неготино Полошко физички бил нападнат од 31-годишник од ова село, кој во нападот според пријавеното користел и тврд предмет. Од тетовската полиција информираат и за приведување на двајца албански државјани кои непријавено престојувале на подрачјето, пошто се предадени во одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. Фудбалерите на Ренова со 2:0 го победија Тиквеш пред почетокот на пролетниот дел од првата македонска фудбалска лига. Екипата на Ренова имаше успешна генералка пред почетокот на пролетниот дел од првата македонска фудбалска лига. Тие на стадионот на спортскиот центар во Тетово го совладаа Кавадаречки Тиквеш со 2:0. Бојан Миоски во 55-тата и Илирит Адеми во 70-тата минута ги постигнаа головите за Ренова. Тренерот на Ренова, Бујар Ислями, е задоволен од сработеното во подготвителниот период и очекува добри резултати од своите играчи. Максимално сме задоволни од тоа како се одвивале подготовките, иако значи ни треба малку појаки противници за спаринг партнери. Значи годинава фала тука во Македонија, значи екипи што со кои можевме да имаме единствен 2-3 надпревари така што ги имавме појаки. Максимално сме задоволни како иде работата, значи само како да ви кажам, значи не чека многу интересно полусезона, значи која со многу емоции, значи многу тешка битка, значи за опстанок неколку тимови, сите сме исти тука. Бодовната разлика е многу мала од предпоследното место до трето, четврто место, тука сме сите. Малку тежок беше и сега и пазарот за фудбалери, знаеме како е овој период. Имаме потреба уште за уште два играча. Значи ако у ситуација овие денови нешто можеме да реагираме, ќе пробаме да реагираме. Ако не, значи со овие сили што сме у располагање, мислам дека со тоа што покажал Ренова и у првата полусезона и ова, значи неколку пријателски игри, ја мислам дека ние заслужуваме да бидеме у средниот дел на табелата. Капитенот на Ренова, Арџен Гафури, после повредата и операцијата на надпреварот против Тиквеш, за прв пат одигра комплетни 90 минути. Мислам да подготовки беа како што треба, бевме во Охрид, таму го темперавме темпо. Се вративме овде, оваа генералка ни беше последна пред почеток на првенство. Се надавам на позитивни резултати, на коректно судење пред свега и се надам да ќе избориме тој опстанок во прва лига. Пролетниот дел од првата македонска фудбалска лига за Ренова започнува во недела, кога на домашен терен ќе се сретне со Кратовски Силекс. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисиме Нада.